И по Божик јагнињата им останаа во трлата на сточарите. Откупот годинава беше катастрофално слаб, а дури и за она малку што се продаде, откупувачите платија срамно ниска цена, реагираат од земјоделските здруженија. Сточарите очекуваат цена од 200 до 220 денари, откупната цена на јагнете се движеше 140 денари, што значи пониски од ланската. Прошлата година се откупуваше јагнето за 160 денара и овчарите беа незадоволни. Барам исто дополнително субвенционирање за откупено јагне и извезено, нормално, исто и за оставено женско јагне. Бидејќи нови откупни цени, ниски откупни цени и нова цена на јагнето, само може да очекуваме намалување на сточниот фонд во овчарството во Македонија, а не изголемување. Поради ова, се поголем е бројот на земјоделци кои најместо за зголемување на стадата размислуваат за нивна продажба. Сите скоро голем дел од сточарите ги продават своите јагне. Наместо да ги прочеруваат стадата, има огласи во секој вестник и обично на сточните пазари, сите разговараат колку да ги продадат, како и колку е цената за да ги продадат остите, не да ги зачуват. Ова го потврдуваат и самите сточари, според кои трудот и маката не вреди за парите. Губам и морал. Губам го и морал. Кажувам се го искрено, се го губам и морал. Јагнијата ни ги зема по 100 динара. И дека ќе идеш? И тие пари што ќе ја идат во банката, половината ги земе. Цената на луцерката беше од 6, 8 и сега е 12 динара. А ячменува сега 12, 13. Руската е 12, 13, 14 до 15 динара. И дека ќе идеш на крај. За да се ублажи лошиот откуп и ниската цена, од здруженијата најавуваат дека ќе бараат разликата помеѓу откупната цена од 160 денари и посакуваната околу 200 да ја покрие државата, а дополнително ќе бараат и по 1500 денари за секое оставено женско јагне. Во спротивно тврдат, овците ќе ги снема од македонските пасишта. Инаку сточарството е гранка која полека изумира, особено во источниот регион. За разлика од сега, во средината на 19 век, во Македонија се одгледувале 9 милиони овци, а од извезените сточарски производи се остварувала добивка од купна вредност од 5,86 милиони франци. Кон крајот на 1830-тите извозот на волна изнесувал 6000 кантари бела волна за Франција, 3000 мешана за сад, а се извезувало и во Австрија и Италија.